Стара кинеска изрека е дека ако сакате да бидете богати, прво мора да изградите патишта. Се чини дека кинеската држава го исполни овој збор, затоа што може да се пофали со над 100 инфраструктурни проекти кои го променија изгледот на светот. Од автопати низ континентот преку модернизираниот пат на свилата, што ја поврзува Европа со Индија, до нови градови. Кина успеа да му покаже на светот што навистина значи да се гради и вложува во инфраструктурата. Па така, поречиси 4 години изградба, најдолгиот подводен тунел во Кина сега е отворен за сообраќај на возила, јавува CNN. Со должина од 10,79 километри, тунелот Таиху се протека под езерото Таиху во источната кинеска провинција Џијангсу, на околу 50 километри источно од Шангај. Изградбата на тунелот, која започнала на 9 јануари 2018 година, чинала околу 1,56 милијарди долари или 9,9 милијарди јуани. Над 2 милиони кубни метри бетон се употребени за изградбата на двонасочниот тунел, кој има 6 ленти и е широк 17,45 метри, јави новинската агенција Ксинхуа. Таванот на тунелот е опремен со шарени лед светла, дизајнирани да го спречат заморот на возачите. Тунелот е дел од автопатот Чангжу-Вукси, долг 43,9 километри, кој беше отворен на 30 декември минатата година. Тој обезбедува алтернативен експресен пат за патниците кои патуваат меѓу Шангај и Нанџинг, главниот град на Џијангсу. Поврзувајќи ги експресните патишта, Сужоу, Вукси и Чангжу, автопатот е изграден за да го намали сообраќајниот притисок врз градовите до езерото Таиху, истовремено промовирајќи го економскиот развој на градовите во областа на делтата на реката Јангце. Инаку најдолгиот подводен автопат во светот е долг 14,3 километри и се наоѓа во Норвешка. Ги поврзува градовите Ставангер и општината Странд. На 17 декември 2021 година, вака беше означен стартот на работите на една од најтешките делници на експресниот пат Градско Прилеп, делницата Фариш-Дреново. Непристапен терен, клисура, планини, лизгаво земјиште. Се ова беше причина кинеската компанија Синохидро сериозно да се зафати со работите и сериозно да го заврши својот дел од домашната задача – тунелите. Ова е делницата Фариш-Дреново на експресниот пат Градско Прилеп, чија изградба почна во 2016 година. Кој што направи? Како се одвиваат градежните активности? Кога се очекува завршување на еден од најсложените делови на оваа делница, а тоа се тунелите, одговори бараме на терен од кинеската компанија Синохидро. Дајжи Донк е технички менаџер и според него работите за сега се одвиваат вака. 北马其顿，A1快速公路发热渠道追了我段总长4.2公里。本道路是连接北马其顿西部的重要交通干线。本项目呢，沿线呢主要是陡坡和高山。此项目呢是2021年重新招标，中国水电承接了剩余的工程。原承包商在2016年到2019年4年时间呢，完成了项目的30%。剩余的工程呢，主要是道路开挖、爆破、桥梁、隧道以及脊背碎石和沥青路面和交通安全设施。首先介绍一下本项目呢，主要的重点和难点呢，在前2公里 K0 到 K2这2公里范围内。首先呢，第一重点的项目是隧道工程。看到隧道工程，本项目的隧道工程主要是存在地质是5级围岩，比较破碎。而一个呢是存在是浅埋、偏压和小间距这2条隧道。我们中国水电呢采取了新奥华施工，采取短晶石、强支付等一些手段呢，来确保隧道的解决这些隧道的浅埋、偏压和小间距的问题。我们再通过一步步的解决问题呢，我们的隧道确保在6月10号走动会贯通。第二就是本段的桥梁和结构物以及高边坡的爆破开挖，主要体现在 K1 加K0 加700到 K1 加600这1公里范围内呢，有9座桥梁和7个结构物以及高边坡呢，最高的开挖达到了40米。
本段呢还存在交通比较繁忙的地方是普里莱普到维拉斯的交通跨越道路3次，因此呢，我们从中国引进了移民爆破的专家来进行控制爆破，来解决这个爆破边坡的稳定性以及控制飞时，确保交通和行人的安全。第三呢，就是我们现在在 K1+600位置呢，有一个条现有隧道上方进行爆破开挖，为了确保保护现有隧道，通过那我们采取了就是小间距人工钻孔打手风钻的形式来进行爆破开挖，采取了控制爆破以及振动监测，来确保这个隧道的开挖的完成。Во моментов повеќе од 150 работници, дел од Македонија и дел од Кина, работат на оваа делница. Различни култури, јазици и работни навики. Во случајов не се никаков проблем. Напротив се надминуваат благодарение на Симона Спирковска, официјалниот преведувач. По 10 години живот во Пекинг, Симона денес е на релација Прилеп Кавадарци Скопје. Симона една година си дел од компанијата Синохидро, која што во моментов работи на неколку проекти во Македонија. Денес разговараме за проектот Експресниот пат Градско Прилеп, односно делницата Фариш Дренова. Како изгледа да работиш за една кинеска компанија во Македонија? Па јас имам веќе работено во кинеска компанија во Кина. Сепак е ова едно интересно искуство, различно од работата во други компании. Ова е една мултикултурална средина, каде што кинеските работници имаат своји принципи, исто така и ние, македонците, имаме различни принципи. Значи, кинеските работници се многу приврзани кон работните обврски, навистина се принципиелни, секогаш сакаат побрзо и навремено да се заврши цела работа, па затоа и проектот има одреден рок, па затоа сите ние работиме. Може да се случат некои недоразбирања во комуникација, затоа што сепак ова се две различни култури, но сепак како и да е се обидуваме хармонично да се заврши сета таа работа. Ти си официјален преведувач од кинески на македонски. Да. Како воопшто доаѓаш во контакт со кинескиот јазик? Па мојата приказна со Кина започна уште пред 12 години. Во 2010 добив можност да студирам во Кина. Прво беше студирање за една година да го научам јазикот. Меѓутоа, кога стигнав во Кина, се одлучив таму да завршам кинески јазик. После завршувањето на додипломски студии на кинески јазик, да се запишав на магистарски во Пекинг и завршив меѓународна трговија. Да, навистина едно необично искуство. Запознав различни пријатели од многу интернационално место, доста научив од кинеската култура, кинескиот јазик. Навистина требаше толку долго време за да научам повеќе детали во врска со кинеската култура и мислам дека беше доволно за да можам да се справувам сега со оваа работа. Спомена дека 10 години беше во Пекинг. Колку ти беше тешко или лесно да се привикнеш на нивната работна етика, односно на принципот 996? Па да, на почетокот беше многу тешко, ми требаше скоро една година и повеќе да се навикнам на тој принцип, но постепено, сепак, постепено се навикнав на сето тоа и мислам дека сум спремна за вакви предизвици. Кажи ми, како се навикнуваат македонските работници на кинескиот принцип на работа, кој што знаеме како изгледаат. Навистина се принципиелни, точни, не сакаат доцнење, сакаат да ги испочитуваат роковите. Колку од се ова почитуваат нашите македонски работници? Па на почетокот за секој работник мислам дека му треба време да се привикне и да ја научи оваа култура, но сепак со тек на време мислам дека македонските вработени тука почнуваат да ја почитуваат повеќе кинеската култура за да може да се завршат работните обврски. Значи да, на почетокот сепак имаше многу недоразбирања, но сега мислам дека сите сме прилагодени на сето тоа. Настрана македонските работници, кога станува збор за кинеските работници, ти си тука за да ги воведеш полесно и во македонскиот начин на живење, во македонската култура. Какви се нивните впечатоци од она што го гледаат овде? Мислам дека е многу интересно.
Сепак ова е компанија која што има повеќе интернационални проекти во светот и Македонија ми кажуваат дека е едно од поинтересните места. Им се допаѓа климата, храната, сакаат, многу се љубопитни, сакаат да дознаат се во врска со македонската култура, да се дружат исто со македонците и покрај тоа што сме во период на пандемија, но сепак колку што дозволуваат можностите, сакаат да се дружат и да, навистина му е интересно. Проектот на Синохидро, ако биде секако што треба, ќе заврши во 2023 година. Каде после тоа тебе ќе те однесе познавањето на кинескиот јазик? Па се уште не сум сигурна, но верувам дека сепак и наредното искуство би било исто така со ваков предизвик. Кога се врати во Македонија, во екот на пандемијата COVID, не знаев како ќе се снајдувам во оваа средина, затоа што сепак имам искуство во Кина, но немав никакво искуство, работно искуство во Македонија. Се плашев многу од тој предизвик, меѓутоа еве после 2 години мислам дека добро се снајдов и дека има добра соработка со Кина. Имам премногу работни обврски. Исто покрај работата во Синохидро, навечер имам часови во Институтот Конфуци, каде што имаме доста ученици, исто за време на викенд, организираме многу активности, надпревари, настани, така да немам многу слободно време. Времето ми е исполнето и мислам дека и покрај овој проект можеби се уште ќе има нов проект во Македонија, можеби во друга земја на Синохидро. Се надевам дека успешно ќе се заврши овој проект и дека ќе продолжам соработката и со Синохидро. Симона, за крај, спомена дека ти многу одамна го заврши кинескиот јазик, дури во Пекинг. Еве денес си професор по кинески јазик. Мојот впечаток е дека во последно време кинескиот јазик станува се попопуларен. Каков е твојот впечаток? Па да, значи кога јас почнав да изучувам кинески јазик, ние бевме многу малку ученици, 5, па на крајот можеби останав сама во 2010. Значи во тоа време немаше голем интерес затоа што немаше доволно познавање за кинеската култура и затоа немаше заинтересираност, но сепак како што глобализацијата низ светот се проширува, Кина станува втора светска сила. Мислам дека се повеќе интерес има кај младите. Јас имам ученици од 5 до 60 години, значи нема годишна граница за да се учи кинескиот јазик и на сите добро им оди. Значи не се знае каде ќе не однесе иднината и се повеќе и повеќе млади сакаат да учествуваат на курсот по кинески јазик. Значи часовите таму се бесплатни и да, ја имам доста ученици се запознаа со кинезите на овој проект и имаат можност да го вежбаат јазикот. Па така, мислам дека соработката доколку би се зголемила ќе имаме и работна сила. Финиширањето на градежните активности ќе значи побрза и побезбедна делница во овој дел на Македонија. До тогаш, вработувањето на стотици работници ја намалува невработеноста во градовите околу и позитивно влијае на социјалната положба. Во моментов имате ангажирано околу 150 работници на целата оваа траса, меѓутоа во октомври кога ќе се засили работниот процес очекувате да ангажирате уште 150 работници. Можете ли да ми кажете како влијае целиот овој процес на заедницата, односно на целиот овој дел од Македонија? OK， 现在我们呢项目呢目前有150名左右的马其顿的员工，在今年呢陆续在这几个月我们会增加到超过300人的团队。我们希望呢为马其顿当地呢就业市场提供更多的就业机会，同时呢也培养当地的技术和管理人才。我们相信呢通过中马2个人民的共同努力来完成这个项目。谢谢。 Современа опрема, најнови технологии и инженери со богато интернационално искуство. Се се ова елементи благодарение на кои Фаришката клисура ќе биде лесна за возење. Завршувањето на оваа делница многу ќе значи за македонците. Можете ли да ни кажете со какви се технологии, каква опрема користевте во текот на работењето? 主要体现在2个方面，主要是我们采取了一些爆破的控制卡爆破和预裂爆破的开挖，从前后承包商的开挖的边坡的预裂残孔率来有明显的对比。第二呢，我们投入了马其顿最大的沥青混凝土拌合站。OK， 谢谢。А дека работата воопшто не била лесна,
Доказ се потешкотиите со кои што се соочиле екипите на терен. OK， 这一年呢，我们项目呢遇到很多的困难和问题，这些问题呢得到了马其顿政府和业主和监理公司的大力的支持和帮助。中国水电呢进入马其顿市场呢已超过9年的时间。我们在西区米拉蒂诺维奇到史蒂普高速公路，以及科奇沃到沃霍瑞德的高速公路，以及科尔比斯的到寇加林的快速公路的经验上呢，我们相信本项目呢能够按时完工。好，谢谢。Покрај Жидонг, работата на терен ја надгледува и Маријан Соколов. За неговото искуство во Синохидро зборува со суперлативи, затоа што без разлика на тоа што станува збор за тешка физичка работа, понекогаш на дошта, понекогаш на сонце, целта кон која што се стремат ги оправдува буквално сите средства. Маријан, веќе една година си дел од екипата на Синохидро. Како изгледа работењето за оваа кинеска компанија? Пред се компанијата и менеджерскиот тим се изворедни, значи соработката со нив е изморедна. Доста принципиелни луѓе со кои е многу добро да се соработува. Пријателски се настроени, сакаат принципиелност, сакаат работа, сакаат активност. Моето искуство со нив е доста позитивно. До сега не сум имал никакви замерки спрема нив, колку што сум разговарал со менеджерскиот тим. Која е твојата позиција во моментов? Во моментов сум асистент на менеджер на тунели. Како прв работен во проектот Фариш Дреново во Синохидро. Како изгледа еден работен ден? Во колку часот ви почнува работното време? Кога завршува? Имате ли паузи? Како се разбирате со колегите од Кина? Работното време ни почнува во 7:30. Паузи да имаме. 1 саат, поделено на 2 пати по половина час. Работниот ден е доста динамичен, брз, со секојдневни нови искуства, нови предизвици. Разбирањето меѓу нас е на англиски претежно. Има ли разлика помеѓу работната етика кај кинеските работници и кај македонските? Да. Тие се подинамични, поживи на некој начин да кажам, поенергични се и гледа што повише да се заврши. За разлика нас македонците како попознати на Балканот, малку се сакаме да бидеме полабави на некој начин. Со оглед на тоа дека си од Кавадарци, какво е твоето мислење? Колку ви е вработување? Еве сега ги има 150 во моментов, меѓутоа во октомври месец ќе стигнат дури до 300 работници на терен. Како влија тие вработување на економијата еве во Кавадарци? Од Кавадарци, колку што сум информиран, моментално имаме околу 50 до 60 вработувања, стрикно за градот зборам, а со селото се и плюс. Имаме исто и од другите градови во околината на Диквишијата, па реално доста позитивно влијаат. Моето гледиште со мојата генерација која се дружам, кои се тука вработени, се позитивно изненадени од тоа како се соработува со кинезите. Ова е тешка физичка работа, меѓутоа финале тоа е една делница која што стварно е проблематична и ќе донесе особено поволности за луѓето кои што патуваат од Прилеп кон Градско или кон Скопје. Тешко ли е да се работи овде? Реално ако имаме желба за нови предизвици, како што реков, посебно на оваа делница, на овој терен кој што е доста тежок, не. Значи со предизвиците кои идат, тешкотиите кои на некој начин се појавуваат на делницата се созбива оноа тешкото кажано. Оваа делница ќе биде доста корисна и за Кавадарци и за Прилеп, посебно зборам за овие два града, а и исто за Македонија, со оглед на тоа што моментално што е патот, новиот пат кој што се прави, би било многу побрзо стигнувањето и многу полесно. Сите знаеме колку се ефикасни и ефективни кинесите, ќе го завршат ли тунелот и целата оваа делница на време според договорот? Да, тунелот обавезно се завршува според договорот, како што е октомври некаден треба двата тунели да бидат пробиени веќе. Сите патишта не водат кон Рим. Овој за кој што ние раскажуваме денес води кон Прилеп или кон Градско, зависно од тоа од каде тргнувате. Деновиве ќе се види светлото на крајот од едниот тунел, во октомври и на другиот. И веќе од следната 2023 година, возењето кон градот под Марковите кули или пак во другиот правец, кон Градско,
Онаму каде што некогаш многу одамна се наоѓал стариот антички град Стоби, ќе биде вистинско уживање. На 10 јуни Синохидро планира да го пробие овој тунел кој што се наоѓа на левата страна. Во октомври пак планира да го пробие тунелот кој што се наоѓа на десната страна. Тоа во голема мера ќе значи завршување на овој пат, но што е уште поважно, ќе значи многу побрз и побезбеден транспорт за македонските патници од овој дел на Македонија.